разгледавме која е духовната опрема за војување, видовме некои елементи во тоа духовно оружје и сите нешта што ги видовме досега се однесуваат на заштита, тоест ни помагаат да се заштитиме. Меѓутоа претпоставете си војник кој оди да војува, кој облекол на себе опрема која ќе го заштити. Се облекол со панцир, ставил шлем, штитници на колената, зел штитник, оние што ги носат полицаите, меѓутоа не зел оружје. Таквиот војник кој тргнува да војува само со опрема која го заштитува, без да има некое оружје, е осуден на неуспех. Зашто многу лесно ќе биде совладан кога веќе борбата ќе се доближи, кога линијата на фронтот ќе се приближи и кога борбата ќе стане гради в гради. Во таков случај војникот ќе биде многу брзо совладан. Зашто освен опрема која не заштитува, нам ни е потребно и оружје со кое што ќе нападнеме и ќе го совладаме непријателот. Дури и Давид, се сеќавате, кога реши да војува со Голијат, тогаш Саул му ја понуди неговата униформа, му го понуди неговиот оклоп, неговиот штит, шлем, обувки и не знам се што друго носеле еврејските војници 600 години, т.е. 900 години пред Исус, но бидејќи сето тоа му беше големо на Давид, му висеше, тој си дозволи да ја остави опремата, што заштитува. И тргна да војува. Меѓутоа не може да си дозволи да тргне да војува без оружје. Можеше да тргне без опрема која заштитува, без штитници, но не можеше без оружје. Навистина оружјето што го зема со себе беше примитивно, најпримитивно. Зеде една прачка. Но со таа прачка го совлада Голијат. Имаше оружје со себе. И овдека во продолжение на текстот што го изучуваме, апостол Павле спомнува за меч, меч на духот. Самото спомнување на мечот, кој во древноста служил за борба гради в гради, ни укажува на фактот дека непријателот со кој војуваме нема само да фрла стрели од далеку, туку тоа е како што апостол Петар го опишува како лав кој кружи околу нас и бара момент да не проголта, да се нафрли врз нас. Така да во нашата духовна војна ние војуваме и гради в гради. Ни е потребно оружје со кое не само ќе се заштитиме, туку оружје со кое што ќе нападнеме, ќе го одбиеме непријателот. И тој со тоа оружје, по употребата на тоа оружје, и да побегне. Значи, овие неколку последни изучувања го разгледуваме овој дел од посланието до Ефесијаните и видовме дека ние сме вовлечени во една духовна војна. Ние војуваме со сериозен непријател. Противникот е духовните сили на злото, противникот е сатаната. Видовме дека тој користи разнообразна, една широка лепеза на лукавства. Тој фрла стрели, жештени стрели, вели апостолот, и тоа напаѓа личноста на човекот во целина. Ги напаѓа и нашите чувства, го напаѓа и умот на човекот, ја напаѓа и волјата и така натаму. И со еден таков непријател ние не можеме да се справиме без верата во Господ Исус Христос. И затоа оној повик уште на почетокот во 10 стих, повикот на апостол Павле: засилувајте се во Господа и во силата на неговата моќ. Без силата на Господа, без неговата моќ, ние не можеме да се спротивставиме, нема да устоиме во таа борба. Само со Христос, кој единствено го победи сатаната, и ние можеме да победиме. И во Христос ние сме ослободени, сме избавени од онаа несвесна контрола која сатаната ја практикува над светот. Светот не е свесен
А тоа е вистината што откриеме во Словото и ние веруваме дека ова Слово е вистина. Ние се подпираме на Словото како на апсолут во нашиот живот. Словото вели дека светот е покорен, подчинет на злото, на сатаната. Светот не е свесен за тоа. Во Христос ние сме избавени од тоа робство, од тоа покорство на сатаната. Но не само тоа. Во Христос ние можеме и да устоиме на сите напади. Сатаната нема да престане да не напаѓа, бидејќи ние веќе не сме под неговата власт. Тој ќе продолжи да не напаѓа. И во Христос, употребувајќи го оружјето што е спомнато овдека, ние можеме да устоиме на тие напади, не само да устоиме и да победиме. Значи тоа се во основа нештото што ги видовме во изминатите неколку недели, го видовме оружјето кое ни стои на располагање. Ние треба да го облечеме сето Божјо оружје за да устоиме и да се спротивставиме, да издржиме на лукавствата на сатаната. Видовме дека досега разгледавме 5 оружја, видовме дека тие се подели на 3 дела. Во првите 3 оружја е спомнат појасот на вистината, оклопот на правдата и обувките со готовност за благовестието на мирот. И рековме дека овие 3 оружја, всушност сите оружја, не само овие 3, го представуваат Христос на некаков начин. Во Христос ние имаме победа. Во Христос можеме да устоиме. Христос е нашиот појас на вистината, тој е нашиот појас кој не стега и не држи во овој свет во конфузија. Во Христос ние откриваме вистината на животот. Христос е нашата вистина. Христос ни открива, во Христос ние откриваме кои сме, што сме, откриваме каков е светот, во Христос го запознаваме Бог. Во Христос ја знаеме, познаваме реалноста. Христос е нашата правда. Христос е основата на нашето прифаќање пред Бог. Ние од Бог не сме прифатени, ние застануваме пред Божјата слава не со нашата праведност, зашто на крајот на краиштата сите сме грешни. Пред Христос застануваме со Христовата праведност. Христос кој е совршен, безгрешен, ни ја подари, не облече со неговата праведност. Тоа е нашиот оклоп на праведност. И Христос е нашиот мир. Христос дава внатрешна сигурност, сила, Христос ни дава духовна стабилност, Христос ни дава душевно спокојство. Тоа е изворот на нашиот мир. И ние, благовестувајќи го Христос, ние благовестиме мир со Бог. Тоа е ова прва група на оружје, всушност ни покажа што значи да бидеме во Христос, зашто Христос вели, вие сте во мене и јас сум во вас. Да бидеме во Христос значи да бидеме во вистината, во правдата и во мирот. А втората група оружје ни покажа што значи Христос да биде во нас. Ние во Него, во Неговата вистина, правда и мир, всушност значи дека Христос живее во нас. Неговиот живот е во нас. Ние го живееме Неговиот живот. Во нашиот живот се покажува Божиот живот. А сето тоа е возможно. Овие темели на христијанството, Христос вистина, Христос правда и Христос мир, стануваат оперативни, реални, практични, преку верата. Преку секојдневен живот во вера, ние живееме во вистината, во правдата, во Божиот мир. Штитот на верата всушност значи секојдневно да чекориме со вера во она што Христос го изработил за нас, сето она што Христос го подготвил за нас. Вера во Божјото Слово, вера во Евангелието, вера во спасението. Говоревме и за шлемот на спасението. Шлемот на спасението го прави, го држи нашиот ум спокоен. Ние живееме во свет кој е поразен од гревот. Свет кој буквално стенка од последиците на гревот. Секојдневно на телевизија, во вестници, во разговори слушаме за ужаси во овој свет. Не само за природни катастрофи. Ние слушаме какви ужаси се случуваат насекаде по земјината топка. Гледаме колку зла има во овој свет, неправди. Сето тоа е последица, сето тоа е резултат на гревот кој царува во овој свет.
И нашиот ум останува спокоен, зашто знаеме дека, зашто сите настани во овој свет ги ставаме под светлината на мигот или на вистината, дека Христос доаѓа и со неговото доаѓање ќе донесе со свет, ќе донесе нов свет кој е ослободен целосно од гревот. Во Христос ние очекуваме нови тела кои се ослободени од последиците на гревот, тела кои не се распаѓат, тела кои не грешат. Иако ние сме сега оправдани во Христос, иако сега Христос живе во нас, се уште нашите тела се подложни на гревот. Се уште сме искушувани да сгрешиме. Очекуваме ново создание во кое што ќе живееме во совршена состојба, во кое се околу нас ќе биде совршено, ќе владее вечна правда и вечен мир. И тоа сознание, шлемот со надежта за спасението, го држи нашиот ум спокоен, стабилен. Независно од тоа што се случува околу нас, ние очекуваме доаѓање на спасение кој носи надеж. И тоа се оружјата за кои, или опремата од духовното оружје за кој говоревме досега. Во продолжение, апостол Павле говори, тоа е вториот дел од 17 стих, говори за мечот на духот или Божјото слово. И исто така и ова е Христос, зашто Словото, Божјото Слово, е Христос. Словото и Христос се едно. И не напразно, на многу места во Новиот Завет, Христос е наречен Словото или Логосот. Авторитетот на Словото и авторитетот на Христос се едно. Не можеме да ги раздвоиме. Има луѓе кои денес говорат за Христовиот авторитет и го величат. А во исто време гледат со омаловажување на Словото. Словото е Христово Слово. Така, например, е наречено во Колошјаните 3:16. Словото Христово изобило нека се всели во нас. Христос го дефинира Словото, а Словото го представува Христос. И ти не може да се раздвојат. Тие представуваат единство. Не можеме да го величиме Христос, а да го занемариме Словото. Затоа и ова оружје го представува Христос. И за да можеме подобро да го разбереме ова оружје, добро е да навлеземе во морфологијата на ова фраза. Духовниот меч или мечот на духот поправилно, кој е Словото Божјо. Тоест, овдека имаме паралелизам, типичен начин на еврејско изразување. Ние денес користиме рима, кога сакаме да бидеме поетични, а во древноста користеле паралелизам. Тоест, ќе кажат исто нешто на два начина, со тоа што го потенцираат она што сакат да го кажат. Духовниот меч, со други зборови, значи Словото Божјо. Словото, зборот Словото, кој овдека употребен во оригиналниот текст, е малку по-специфичен, не е многу вообичаен. Во Библијата, тоест во Новиот Завет, се користат два основни збора за Словото. Едниот збор е оној што го спомна веќе и попознат за нас, тоа е зборот Логос. Така почнува, нели, Евангелието според Јован, во почетокот беше Словото и Словото беше во Бог и Словото беше Бог. И тоа е зборот Логос, таму се употреба зборот Логос. Логос во древноста има неколку значења. Она филозофското значење за Логос е како една категорија, највозвишената филозофска категорија е Логосот. Тоа Логосот е она највозвишена цел кон која се стреми еден древен филозоф, платонист. Тоа е она совршената идеја или Логосот. Во вообичаениот секојдневен говор, Логосот, ствари, или зборот Логос, означувал говор или некакво слово во целина, пишан текст или некаков говор, што ќе се каже. Некакво слово кое е дадено
во целина. И во таа смисла, кога се употребува во Библијата зборот логос, се мисли на Словото или откровението што Бог го дава во Библијата во целина. Божјото откровение во Словото во целина. Има и друг збор кој се употребува, а кај нас се употребен како слово, а тоа е зборот што овдека сум го напишал и не излегол добро на гречки, зашто многу пати на Борен сум му кажал да ги става моите фонтове, но не ги става. Тоа е зборот рема или хрема. Зборот хрема во стариот грчки јазик значи исто така слово, меѓутоа не општо слово, не некаков говор, општ говор, не некаков текст во целина, туку некаква конкретна, специфична порака кој наоѓа примена во некаква конкретна ситуација. Значи, тоа е вистина која е извадена, едно точно определена, дефинирана вистина, од целиот тој говор кој се применува во конкретната ситуација. И во Библијата, значи во нашето библиско значење, рема или хрема би значило вистина, библиска вистина, од ово откровение што го имаме во Библијата, во Словото, во Божјото Слово, вистина која е применлива, која наоѓа примена во некоја конкретна ситуација. Или тоа слово кое е искусено во христијанскиот живот, преживеано и применето во ситуацијата, во конкретната ситуација. И во нашиот текст овдека, во овој стих, каде што апостол Павле пишува за мечот на духот, тоест Божјото Слово, го употребува зборот рема, хрема, не е зборот логос. Тоа би значило дека мечот на духот, уствари, духовниот меч, е слово, Божјо Слово, кое оживува во нас, слово кое се искусува, слово кое во определен момент наоѓа некаква примена. Тоа е екзистенцијално слово. Кога ја читаме Библијата, ни се случува, ако нели сме новородени, ако веруваме, ако сме поверувале, читаме од Словото и тоа во моментот почнува да оживува во нас. Тоа станува очи преку кои гледаме на светот. Тоа се уши кои стануваат уши во кои одзвонува Божјиот глас во нас. И Божјото Слово, всушност, погледнато како оружје, е многу мокно во рацете на Божјиот човек, на Божјиот војник, кој војува секојдневно против искушенијата. Зашто, кога сатаната напаѓа, рековме, видовме, нели, во многу од текстовите, тој напаѓа, не напаѓа, внесувајќи сомнежи во нас, се обидува да не обесхрабри, се обидува нашето сведоштво да го направи млако, се обидува да делата што ги правиме да ги направи бесплодни, се обидува да не дефокусира од вистинските цели, да не демотивира во христијанскиот живот. И во таквите ситуации, во некакво соодветно, некакво посебно искушение, мечот на духот доаѓа, не пронизува буквално, не поттикнува да размислиме на некој конкретен стих кој ни дава одговор за таа ситуација, за тоа искушение. Не поттикнува да земеме решение, не поттикнува да се спротивставиме на некое искушение, не поттикнува да направиме некои чекори, не раздвижува. Тоа е буквалното значење на зборот рема. Тоа е мечот на духот. И тоа е така зашто Словото е боговдахновено. Значи, ова фраза мечот на духот или духовниот меч, дел од таа фраза стои и во фразата дека Словото е боговдахновено. Она што пишува 2 Тимотеј 3:16, дека целата Библија или целото Слово е боговдахновено, целото писание е боговдахновено. Во тој збор е содржан пак зборот дух или пнеума.
оригиналниот јазик се користи зборот пнеума за дух. А зборот пнеума може да значи и дух, но може да значи нешто што е издишено, значи дах. И зборот Богов вдахновено всушност значи издишено од Бог. Словото излегува од Бог и во Словото излегува Божиот дух. Божиот дух го запишува Словото во Библијата, истиот дух со истиот дух ние се исполнуваме со тоа Слово. И тој дух го оживува Словото во нас. И затоа е употребен всушност фраза духовниот меч. Словото Божјо всушност е меч во рацете на Духот, на Светиот Дух. Божјото Слово го употребува Божјиот Дух за да не, буквално да не пронизи во срцето. И во конкретните ситуации тоа да стане силно оружје кој ќе ни помогне да продолжиме по патот на верата и на сите искушенија да устоиме. Кога се појавуваат мисли на сомнеш, кога има чувства кои не соодветствуваат на реалноста, чувства дека Бог не напуштил, доаѓа мечот на Духот да не врати во реалноста со Бог. Да устоиме на духовните вистини, да устоиме на вистината, на правдата и на мирот во Бог. Во еден друг текст, во Евреите 4.12, пишува дека Словото Божие е живо и действува. Живо и е действително, тоест има сила да действа во животот на човекот. И е поостро од секаков меч со две острици и навлегува до разделување на душата и духот, до зглобовите и мозокот и ги проценува мислите и намерите на срцето. Каква сила има Словото. Тоа е рема, тоа е мечот на Духот. И ова оружје, за разлика од сите претходни, кои се заштитнички, ова оружје е оружје кое има моќ, е офанзивно оружје, моќ да напаѓа, моќ да освојува, за разлика од претходните. И не само тоа, ова оружје, мечот на Духот, има својство и да действа во срцата на другите, тоест да действа во животот на другите. За разлика од сите претходни оружја, кои се сосема лични, штитот ме штити само мене, оклопот не може да го заштити другиот, оклопот го штити само војникот кој го носи оклопот, шлемот го штити само оној војник кој го има шлемот на главата. Додека Словото е оружје кој действува помасовно. Кога го проповедаме Словото, кога го читаме Словото, кога го говориме Словото, тоа действува не само во нас, туку тоа действува и кај другите. Оние кои се поразени, оние кои се нападнати, оние кои се освоени, нашето Слово действува и во нивните срца. И затоа тоа е Слово кое и освојува, офанзивно, затоа ова оружје е офанзивно оружје. И токму затоа, сатаната најголемото внимание во неговата духов, во неговото војување, го посветува на оневозможување или на обесхрабрување од проповедање на Словото. Ширење на Евангелието. Зашто Словото е она што ги освојува срцата на другите. Зашто тоа е мечот на Духот. И затоа Библијата, бидејќи е Слово кое действува, е живо и действува, затоа Библијата е книгата која најмногу е забранувана, уништувана или палена, или пак забранувана низ вековите. Не постои друга книга која е толку напагена колку Библијата. Не постои друга света книга, под наводници света книга,
која е толку уништувана како Библијата. Јас дори не сум чул некаде да бил уништуван Куранот или некоја хиндуистичка книга. Но за Библијата знаем, има периоди во историјата кога била масовно уништувана. На крајот на 3 век императорите си поставиле за цел, гледајќи опасноста од ширењето на христијанство за Римската империја, си поставиле за цел сите писанија, сите примеруци од Библијата да ги уништат. И почнале систематски тоа да го прават. Да собираат примеруци од писанијата и да ги палат, да ги уништуваат. И не успеале, се разбира, зашто тоа е Божо Слово. И затоа и денес, под удар, од најголем удар, најмасовен удар е Библијата. На Фейсбук може да прочитате толку напади на Библијата, но, например, јас досега не сум сретнал напад на Куранот. Не знам зашто е тоа така. Може би зашто Сатаната токму знае дека Библијата е таа која спасува и која му го оневозможува царувањето над овој свет. И денес најгласни противниците на верата се најгласни во поглед на нападот на Библијата. И нивната основна цел е да ги спречат луѓето да ја читат Библијата. Тоест, во нивните аргументи тие се обидуваат да докажат дека воопшто не вреди да се чита Библија. Да ги оневозможат луѓето да читаат Библијата. Зашто знаат дека ако човек ја чита Библијата и се моли да ја разбере, мечот на духот ќе го осветли, ќе го прониза во срцето. Тоа се покажувало безброј пати во историјата. Сега излезе пред известно време еден филм Случајот Создател. За Ли Стробел се раскажува тој филм, една вистинска случка од 70-тите години. Ли Стробел е познат, во тоа време бил познат, еден од најпознатите новинари во Америка. Пишувал за Хералд Трибун, мислам века беше, или за некој многу друг познат вестник во Америка, и има добиено многу награди, новинарски награди за негови истражувачки истории. Атеист во сршта на госките. И неговата сопруга. Меѓутоа, во еден момент, неговата сопруга поверувала и почнала да оди на црква. Човекот, еќе таков толку голем атеист, не можел да се помири дека неговата сопруга оди на црква и поверувала. Не можел едноставно да прифати дека толку се заблудил. Како може некој да се заблуди и да поверува дека има Бог? И што направил? Решил да се посвети како новинар на истражување и да напише публикација или што е книга во која ќе докаже дека Библијата е измислена книга и дека во неа нештата не се вистински. Дека Библијата е една голема измама. И почнал да истражува. Отишол кај авторитетни, од најпознатите универзитети во Америка, научници од областта на хемијата, археологијата, физиката, астрономијата, со цел да докаже дека тоа што го пише во Библијата е измама. Посветил многу труд, напор и на крајот испаднал во очај, утврдувајќи дека сушност Библијата не може да се побие. Дека Библијата е вистина. И сега тој човек е пастор, проповедник во Америка, во црквата во Уилоу Крик на Бил Хайбелс. Тоа е вистината. Многу луѓе се нафатиле да ја критикуваат, да ја оспорат, но тоа е живо и действително. Тоа е меч во рацете на духот. И така действа и во нашиот живот, како вистински меч. Оружје с кое се спротивставуваме на непријателот. Хајде да видиме како Господ Исус го користеше тоа оружје кога беше искушуван во пустињата. Пишува: и тогаш Духот го одведе Исус во пустињата за да биде искушуван од ѓаволот. И откако посташе 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладне.
А кога се приближи до него, искушувачот му рече: ако си син Божи, заповедај овие камена да станат лебови. А тој му одговори и рече: напишено е, човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Тогаш ѓаволот го одведе во светиот град и го постави на стрејата од храмот и му рече: ако си син Божи, скокни долу, зашто напишено е: на ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те запазат и на раце ќе те земат, за да не си ја сопнеш ногата од камен. А Исус му рече: напишено е исто така: не искушувај го Господ твојот Бог. Потоа ѓаволот го одведе на многу висока планина и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава и му рече: сето ова ќе ти го дадам ако паднеш и ми се поклониш. Но Исус му рече: бегај од мене, Сатано, зашто е напишено: на Господ твојот Бог да му се поклонуваш и само нему да му служиш. И сега не сум го ставила овдека и продолжение пишува: и сатаната си отиде. Си отиде победен, поразен. Гледате, тоа е војна, ова е војна, искушување. Сатаната дојде да го искушува Христос. И му рече, кога беше гладен: кажи на овие лебови да се претворат во леб. И како одговори на ова искушение Господ Исус? Во соодветната ситуација тој употреби соодветен стих. Покорноста кон Бог, тоа е принципот всушност. Покорноста кон Бог е поважна од телесните потреби. Не само од лепки живее човек, но од секој збор што излегува од Божјата уста. И тоа што направи сатаната: значи ти работиш преку словото, преку стихови. По ред, и јас ќе ти цитирам стих. И оно што можеме да го сумираме 5-тиот и 6-тиот стих е: пише во Библијата некаде дека Бог ќе те чува и нема да дозволи да пострадаш. Тоест, го постави на стрејата на храмот и му рече: фрли се одовде, зашто пишува, нема да дозволам да се сопнеш ногата од камен, ќе прати ангели и ќе те спасат. Видите како в ствари действува сатаната. Тој искушуваше преку словото, меѓутоа слово изопачено. Ако го видите оригиналниот текст од каде што цитира сатаната, таму не пишува така баш како што вели. По секој не пишува воопшто, туку на патот на твојот пат, патот кој беше одреден за Месијата. Тоест, сатаната го изопачи словото. А изопаченото слово не е духовен меч. Изопаченото слово, словото извадено од контекст, променетото слово, веќе не е логос и рема. Тоа веќе е човечко слово. Всушност тоа веќе станува не оружје во раците на верникот, не меч на духот, туку станува стрела на лукавиот. И затоа сатаната всушност и не се плаши да биде проповедено словото. Тој се плаши да биде проповедено вистинското слово. И она што денес уствари се случува, она што се проповеда во многу цркви, не е словото. Се проповедаат приказни од луѓето, се проповеда изопачено слово, комбинирани стихови од едно до друго место, создаване некоја човечка филозофија која треба да ги задоволи похотите на луѓето и да се стекне некаква човечка слава и популарност. Тоа не е мечот на духот. Само словото кое е кажано на вистинскиот начин, во вистинскиот контекст, како што е запишено, во вистинското значење, е меч на духот. И тоа слово може да послужи како оружје во рацете на христијаните. За жал, подклекнаа голем дел од проповедниците, искушени од копнежот за слава, човечка, богатства и задоволства, и проповедаат говори, држат говори, во кој го нема мечот на духот. И на крајот сатаната повторно го искуши по трет пат и повторно Христос му одговори со мечот на духот, со Божјото Слово, и сатаната си отиде.
беше поразен. Така го победи Христос сатаната. Така и ние можеме да го победиме. Ако се држиме, и зато е важно секојдневно ние да го читаме Словото. Зашто колку повеќе сме во Словото, со Словото, го читаме, го складираме во нашите срца, во умот, толку мечот на Духот ќе действува посилно. И кога ќе дојде некој искушение, ќе дојде гневот на нас, Светиот Дух ќе не подсети со мечот дека дека човечкиот гнев не извршува Божјата правда, како што пишува во поговор во Јаков 1:20. Сеќавам на почетокот пред 30 на години кога почнав да читам Библијата и тоа беа почетоците на верата, имав сомнежи. Сите што сме растеле во оној поранешниот систем, бевме воспитувани во атеистички дух, бевме убедувани дека верата, дека Бог, сето тоа се заблуди, измислици, за да го држат народот во покорство. Така не учеа, така сме израстати, така сме формирани. И кога таков човек ќе земе Библијата, доаѓаат сомнежите. Постојано доаѓаат. Зашто ние бевме учени да се подпираме на разумот, на нашата логика. Има еден стих кој, и тоа искушение продолжува и до ден денес, кај мене посебно, предпоставам кај секој, сомнежите доаѓаат. Зашто ние по природа се подпираме на разумот. Нема стих во Поговорки 3:5 кој вели: надевај се на мене од сето срце и не подпирај се на твојот разум. И тој стих ми се врежа така во главата, кога доаѓаат сомнежите, кога нешто не е според мојата логика, тој генерален принцип дека ако не е според мојата логика, не е според мојата шема, значи ли дека е вистина и дека е така? Дека Божјата вистина всушност е апсолутот и дека надежта, целосната подпирање на него е всушност правилниот чекор. И тоа нешто што ми доаѓа на ум како меч и ме прободува кога доаѓаат сомнежите предизвикани од разумот, од нашата логика. Има ситуации кога ќе се јави кај мене гневот и горчината и обично другиот е виновен. Такви сме ние. Имаме сегаш оправдание зошто да мислиме лошо за другиот. Зошто се расправаме. Тој е прв почна, тој е виновен. Ама има еден текст пак од Поговорките кој вели дека секоја кавга е предизвикана од човечката гордост. Човечката гордост е она што предизвикува кавга. 13:5 мислам дека беше. И навистина е така. Човечката гордост е предизвикува кавгата. За секоја кавга треба гордост од двете страни. Тоа е меч кој во соодветната ситуација, во соодветниот контекст, Бог го применува, Духот, за да не избави од искушението, да продолжиме во погрешната насока и да се вратиме на правилниот пат. И затоа е потребно да го читаме Словото. Не само да го читаме, туку да влегува во нас и да се молиме. Затоа ќе говориме последната проповед од оружјето, ќе биде молитвата. Така завршува овој текст на апостол Павле. Ако се отргнеме од Словото, ако го запоставиме Словото, ќе бидеме се поизложени и ќе бидеме поранливи на нападите на сатаната. Колку повеќе сме со Словото, толку сме позаштитени, толку Светиот Дух со мечот ќе не заштитува во животот. И ќе бидеме успешни во таа духовна војна. И тоа важи за црквата. Затоа основното за црквата, основната служба на црквата е да го проповеда Словото. Вистински да го проповеда Словото. Тоа е задачата. Ако црквата ја напушти таа мисија, црквата се осудила на пропаст. Таа може да биде успешна во се друго, но не само во она за кој што навистина и постои. Да го прослави Бог така што ќе се гради царството преку спасени души. Тоа е мечот на Духот. И
И ако има обезхрабрување, ако има очај, ако има слабост, ако има подпагине под искушение, решението е да се вратиме на Божјото Слово. И мечот на Духот, оној Дух кој го исполнува Словото, оној Дух кој го всадува во нас и го оживува, да ни даде сила да се пребориме. Нема друг начин, тоа е единствениот начин. Нема друг начин да устоиме во овој свет кој е покорен, поробен, кој не влече назад. Нема друг начин да победиме, да устоиме и да освоиме без Словото Божјо, без мечот на Духот. Зато Господ мечот на Духот да не подсетува на тоа. И кога сме искушени, да го занемариме читањето, изучувањето и да се посветиме на некои други работи. Мечот на Духот, вистината дека Божјото Слово е најсилното оружје да не враќа повторно. Сатаната не се плаши од тоа ако ние пророкуваме. Сатаната не се плаши ако правиме чуда тука, ако паѓаат во несвест луѓе. Сатаната не се плаши ако некои чудни манифестации има, како што тоа се случува многу во цркви. Онаа што го заплашува сатаната е проповедањето на Словото. И тоа треба да ни биде еден постојан подсетник. Што и да прават другите, какви маркетиншки трикови да успеваат во успехот на нивните цркви, ние треба да останеме верни на проповедањето на Божјото Слово. Зашто тоа е мечот на Духот кој ќе ни помогне, кој ќе не задржи во успешното војување. И да се подстојаме постојано. Тој меч да биде во нашето срце забоден, стабилно и таму да гори во нас и да не подсетува. Амин.